Иако постојат калкулации и пресметки колку и како треба и медицински докажани, да речеме, или испитувани за која категорија или за која возрастна група, колку е корисно да спие, обично се тргнува од новороденчиња кои што спијат 16 до 18 часа, па потоа низ детскиот период количината на часови се намалува некаде до кај 9 часа во адолесцентниот пубертетски период, за да веќе кај возрастниве луѓе се сведеме на едно време од 6 до 8 часа, а велиме по возрастните луѓе, мене и 5 часа ми се доволно и така си спијам во континуитет. Меѓутоа тоа е поврзано со повеќе фактори, поврзано и со нивото на активности кои што ние ги имаме. Ако едноставно сме во седечка ситуација, не трошиме доволно енергија, па и природно е да немаме потреба од толку голем одмор. Затоа понекогаш велат децава кои што имаат огромни нивоа на енергија, седат дома во зимскиот период, па тешко или касно, нереално касно заспиваш, што не е соодветно за нивната возраст. Затоа корисно е, за да имаме правилен сон, меѓу останатото да си имаме и соодветен режим на вежбање, кое што не мора да биде класично вежбање. Нека бидат макар некои прошетки од половина час 3 пати неделно, доволно е да се воспостави соодветно ниво на трошење на енергија од една страна, од друга страна стресот го убиваме и преку тие активности.